Удруженијата на пациенти и болни од рак се жалат дека нема 9 типа на цитостатици, животна искра и борка, бараат итна средба со министерот Селмани наспроти тврдењата на пациентите дека ги враќаат од клиниката за онкологија зашто нема терапија. Директорката на онкологија тврди дека лекови има, а институтот нема да подлегне на притисоците од веледрогериите. Покрај лекови за болните од рак на дојка, нема цитостатици за рак на дебелото црево, генитални органи, бели дробови, панкреас и црн дроб. Поплаките на пациентите не стигнуваат до Сдруженијата животна искра и борка. Наша членка ни се јави исто така вчера, дека и фали уште една единица, за да може адекватно, значи да го заврши целиот третман и она треба да чека 2 или 3 недели. И, значи, треба од почеток да почне лекувањето. Ги нема 7 цитостатици кои што особено се значени. Тоа се таксолот, такстотерето, исто така фемарата која веќе 15 ден ја нема, херцептинот, потоа акселогата, бондронатот. Со еден збор пациентките кога се јавуваат се уплашени зашто станува збор се игра со нивните животи. Наспроти тврдењата на пациентите од Институтот за радиотерапија и онкологија и денеска тврдат дека лекови има. Клиниката ги има сите лекови за пациентите. Институтот и покрај притисоците најредовно врши набавка на сите лекови. Институтот нема намера да им служи и да ги спроведува интересите на веледрогериите и затоа снабдува најразлична палета цитостатици. Ова е писмениот одговор на директорката Симонида Црвенкова на обвинувањата од Сдруженијата на болните од рак дека лекови нема. Тие револтирани бараат итна средба со министерот за здравство Имер Селмани и со директорот на фондот Тренковски. Не ми интересира каде е проблемот. Треба проблемот да се реши. Доста е веќе префрлање на топката од една на друга страна. Пациентите се тие кои што патат. Како сакаме да се бориме против болеста ако немаме соодветни лекови за тоа? Министерот Селмани денеска одлучи да не коментира. Наместо да зборуваме за поддршка и психосоцијална помош, болните од рак се ставаат во неизвестност дали ќе дојдат до лек, велат од Сдруженијето Борка.